Запрете го убивањето невини луѓе, запрете го страдањето, затворете го украинското небо за воени авиони. Тоа беа дел од пораките што украинци што живеат и што моментално се во земјава, ги упатија на протест во Скопје. Sin meni sa unuči od 5 mjeseci u Nikolaju. Zamislite kako sam meni sad, pošto u Nikolaju sad tam užaška, tam strah i Boži. Украинската амбасадорка Наталија Задорожњук во изјава за Гласот на Америка се заблагодари за поддршката што македонските власти и граѓани ги изразуваат за незината земја. Благодарам и на сите просечни, обични граѓани на вашата земја. Ние виждаме дека вие со нас. Благодараме ви многу. Амбасадорката побара светот да најде начин да го затвори небото над Украина и да им помогне на низините сограѓани. И сега кога зборуваме со вас, те гранатират нашите мирни градове и села и гранатират нашите коридори, но сега бараме повеќе санкции. По-брзо да стане, по-мала цена украинците да ја плаќат. И бараме и да се затвори небо над Украина. Тоа е многу битно. На земјата ние се бориме, геројски се бориме, но за нас најбитно да се затвори небо над Украина. На протестот учесниците држаа фотографии од разурнувањата што се случуваат во украинските градови како последица од инвазијата од Русија. Состојбата таму е исклучително загрижувачка. Нема више хране да купи се чак ни за пари. Значи све надamo se da ove humanitarne konvoje koji idu za Ukrajinu da idu ne samo na zapadnu Ukrajinu, da oni malko ne produže i da malko pomogne na ljudi, sad mnogo trpi buče i irpenje, sume, nemaju ljudi ni hrane, ni vodi i mnogo nadamo se. Ove što mi pokušamo da stvorimo, da pratimo na svoje braće i sestre, na svoj narod koji je ostao tamo, da bar stigne tamo gde treba. Протестот го организира Украинското здружение во земјава, Лесија Украинка. На плоштадот во Скопје беше поставен и привремен пункт за хуманитарна помош за Украина. Луѓе носат различни работи, носат и кебиња, носат и огрев, носат и храна, носат пелене, се носат и... Се очекува во првите денови од идната недела да тргне и првиот камион хуманитарна помош од донации што ги оставиле македонските граѓани. До сега неколку камиони доставија помош во храна, вода и облека, кои беа донации од домашни компании. Украинското здружение ги повикува македонските граѓани и компании да продолжат да покажуваат својата хуманост кон граѓаните од Украина. Како што пренесуваат тамошни жители, снабдувањето со храна и основни намирници станува се потешко. Расте и бројот на лицата што ја напуштиле земјата. За 10 дена, додека трае инвазијата, од Украина заминале повеќе од 1.200.000 лица. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.